Ве читав пред некој ден статија. Во Македонија огромен процент на млади деца се зависни од коцкање. Во Прилеп дури имаше ситуација каде што се отвараат и психолошки установи за психолошка помош и групно советување за исцелување од зависност од вакви ситуации на луѓе кои што се зависни од облажувалници. Тоа е нешто што државата, општеството ти го дала како можност, како отворена врата, ти да одиш кон зло, бидејќи тоа е чисто зло. Тоа се пороци, значи 3-4 главни пороци кои се: дрога, коцка, алкохол, промискуитет. И во денешно време мислам дека најголемото зло кое што се наметна е маркетингот, значи да переш пари од народот со нереални цени на луѓето само за да заработиш за себе. Значи тоа е најголем порок кој што луѓето денеска го имаат во овој 21 век. Бидејќи се материализира, се креваат постојано цените, тоа можеме да го видиме и го алудираат и самите политичари, значи еве ви ги големите плати, еве ви ги големите цени, можете да ги видите. Значи нашиот премиер го алудира тоа, сите што се на власта и претходните и денешните, и оние што ќе дојдат идни најверојатно ќе бидат, значи сакаат да воведат некои европски западни вредности на зголемување на плати за наводно поквалитетен живот. А всушност доаѓаме до заблуда дека колку повеќе пари ти имаш и колку повеќе се стремиш кон тој идеал и материјален, богат и удобен живот, ти толку повеќе се оддалечуваш од суштината на животот, бидејќи суштината на животот е токму спротивното. Да се задоволиш со малку, бидејќи тоа било идеал на многу мудри луѓе и во антиката и во минатото, во историјата, каде што се стремеле на едноставен живот, на вложување во себе како вредност, да имаш еден идентитет со кој што ќе можеш да се воздигнеш себе си како личност, да бидеш своја личност, а не да се стремиш кон повеќе пари. Тоа никаде во историјата го немало на животот на земјата. Значи тоа биле X поединци кои што едноставно доаѓале од сиромашни семејства и на кои што им се пружила можност да направат еве вака брзи пари или да направат да влезат во некој бизнис каде што е материјалистички ориентиран и ги залажува луѓето за естета, за минливи задоволства и така да се збогати, и ги имаме тие материјалисти кои што владееле уште од многу дамнешни векови, меѓутоа биле индивидуалци. А обичниот народ, малиот обичен човек, им влегувал во работни места, работни позиции на овие луѓе. И ете како се поддржувале, како растеле. Меѓутоа да се вратиме на темата. Запаметете едно нешто. Се што е создадено од човекот, значи не од Бога, од чистото, од суштинското, од духовното, од едноставното, се што е создадено од човекот, кој што е ограничен и мисловно, и духовно, и интелектуално, и енергетски, значи ограничен само за животот на земјата, бидејќи Бог ги гледа нештата од широката слика, човекот ги гледа вака, како во болница во хол. Значи само да преживеам, само да се збогатам, само да купам ова, само да отидам на патување, значи само вака во материјалната димензија. Сето тоа, се што е создадено од човекот е направено да го оттргнува од едноставниот начин на живење. Се што е направено во општеството од човекот е направено да го оттргнува од сегашниот момент, од душата, од Бога, од природата. Значи, зашто во природата, кога одиме во природа, ние немаме никаква потреба, едноставно го уживаме тој момент, тој воздух, таа природа, тие бои. Затоа што да човекот толку му е доволно. Зашто кога одиме ние во мол, не можеме да најдеме мир, не можеме да најдеме застој, ние сме во постојано движење, затоа што едноставно таму не влече енергија на сетилни задоволства. Сакаме да влеземе во повеќе бутици, сакаме да влеземе во повеќе кафичи, сакаме да искусиме повеќе храна, различна храна, сакаме да сликаме, сакаме да се прикажеме пред другите на Инстаграм. Поентата е дека сето тоа што е создадено од човекот го прави само да се оддалечува од себе и да се води кон што повеќе материјално и задоволства. И кога има човекот таков порив, не можеш едноставно да го научиш да живее едноставно ако општеството и политиката ти нуди толку естетски задоволства, сетилни задоволства за телото. Затоа политиката, заради тоа што дозволува толку молови, заради тоа што дозволува толку поскапување на цените, тогаш затоа и толку алудира покачување на платите, наместо да се оди во обратен правец.
Сите знаат дека во 70-тите, 80-тите години во Македонија најубаво се живеело, па и 90-тите. Зашто? Затоа што го немало ова. Значи, старите скопјани знаат дека во Скопје се живеело најидеално, можеби било потешко од други аспекти, меѓутоа се живеело здраво, се живеело едноставно и баш ми се отвори една слика пред некој ден во отварањето на трговскиот центар во 73-та година од минатиот век. Милион луѓе имаше, меѓутоа толку средени, толку едноставно, толку насмеани луѓе. Никаде не се гледаат торби со толку купен шопинг. Значи, едноставно луѓето се дружеле повеќе, имало едноставен живот. И не е дека овој живот сега ние треба да го прифатиме, да го усвоиме. Човекот не е свесен дека овој живот всушност го води кон зло и затоа што е наметнато злото во општеството, тие не се ни свесни дека всушност на несвесен начин и да не сака и да нема пари, тој ќе се натера да отиде во мол, за да може би купи нешто за да ги задоволи своите естетски или лични потреби, но не е свесен дека сите тие потреби се водени од тоа што он е приклонет на зло, кое што го тера да оди да си ги потроши парите. Наместо тие пари да ги инвестира во нешто што утре ќе му донесе подобра иднина, поквалитетен живот.